Министерот Спасовски истакна дека уште денеска на владина седница ќе поднесе информација за предстојните реформи. Ќе биде формирана работна група која ќе го спроведува целокупниот процес на консултации со сите чинители кои што се релевантни во овој сегмент. Предвидено е консултациите да почнат од овој месец и да завршат до 15 ноември. Овој консултативен процес ќе го води работна група која ќе се формира со представници од надлежните државни институции, но и со представници од академската област, како и граѓанското општество. Нашите очекувања се дека овој консултативен процес треба да се одвива во текот на месец октомври и да заврши не подоцна од 15 ноември. Потоа на владата ќе се соопштат наодите од консултациите и ќе се донесе одлука за моделот. Оваа одлука ќе биде проследена и со соодветен акциски план, кој ќе содржи мерки и активности за реформата на овој сектор. Целта на оваа реформа е да добиеме служба која ќе се темели на високи професионални стандарди, воспоставување и почитување на етички кодекс и современи методи на работа и действување. Оваа служба мора да биде заштитена од негативни политички влијанија и нејзина единствена задача и должност ќе биде да ги штити и да ја гарантира безбедноста на државата и сигурноста на граѓаните. Подсети дека злоупотребата на безбедносно разузнавачките служби, особено на Управата за безбедност и контраразузнавање, предизвика сериозна политичка криза во земјава и го наруши угледот на демократијата. Во рамки на проектот изработен со ДИКАФ направена е анализа на оваа реформа. Постојат 3 модели, без засега да се преферира ниту една од нив. Спасовски подсети дека реформите на системот на следење на комуникација од кој произлегле формирањето на ОТА како дел од посеопфатната задача за реформирање на безбедносно разузнавачкиот систем успешно се спроведуваат. Додаде дека се преземаат сите оперативни и логистички активности и согласно законот за следење на комуникации ќе почне со работа не подоцна од 1 ноември оваа година.